И ова попладне сме повторно заедно, драги присутни, да размислуваме за темава која носи наслов "Оди по вистинскиот пат". И Братоше нешто спомна за патот кој треба да го одбереме, и ова попладне ќе размислуваме како да го одбереме вистинскиот пат. Пат кој треба да не однесе кај Бога. Знаете, во животот на луѓето се случувале разни трагедии во минатото. И денеска се случуваат. Историјата запишала многу такви трагедии на луѓе, на групи, на поединци и така натаму. Еден настан кој е запишан во американската историја се случил во зимата некаде помеѓу 1846-47 година. Тоа била голема трагедија. Именно за што станува збор. Еве на почетокот да го пренесеме овој настан. Во пролета 1846 година се почна љубово. Една група на луѓе од 87 души се собрале да патуваат кон ветената земја, односно кон едно големо езеро кај што имало злато. Но требале да поминат долг пат за да стасат до тоа место. Ова група на Донер, значи човекот кој ја водил групата се викал Донер, тргнала од северниот дел на државата Мисури во Калифорнија. После неколку месеци патување групата се нашла на планинскиот гребен на Сиера, во источниот дел на Калифорнија. Пред нив се испречело едно големо брдо, дали како Пелистер или нешто слично, значи голема планина. Се надевале дека пред почетокот на зимата ќе поминат на другата страна од превојот. Но зимата стасала или дошла порано. Снегот ги покрил патиштата, а големите наноси на снег едноставно ги прекриле коњите. Тие патувале со запрежни коли, знаете тоа каубојските филмови, коњи, запрежни коли и направени како шатори, и така имало десетици такви коли и 87 луѓе тргнале во подобар живот. Понатаму не може да продолжат. Едноставно биле блокирани. Но не можеле да се вратат нито назад, зашто имало многу снег. Им преостанало само да ископат дупки или да се вкопат и да чекат зимата да помине. Направиле монтажни колиби и тука решиле да ја поминат зимата. Запрежните коли, исто така рековме, биле покрини со снег. Дури и шумските животни се повлекле во своите скривници, во своите дупки, биле блокирани. Но луѓето, знаете, секојаш се надеват. И луѓето велат дека надежта последна умира. Се надевале дека пролетта порано ќе пристигне. И едноставно ќе се спасат, нема да страда никој од нив. Но снежните бури биле толку силни, што ги покриле нивните колиби и шатори. Да би излегле на површина, морале да копат со лопати, со мотики, така да отидат од една до друга кола или од една до друга колиба. Копале тунели. Многу луѓе замрзнале и ги изгубиле своите животи. Но со доаѓањето на зимата, рековме, се повлекле животните во своите скривници и немало сега храна како да се хранат, бидејќи дотогаш ловеле животни. Поставувале стапици и животните, знаете како одат, шетаат и се факеле во тие стапици, тие ги факеле и ги јаделе. Снегот достигнал висина од 7 метри. Замислите колку е тоа висина, 7 метри. А на површината се гледале само врвовите на елките и на смреките. Зимата била многу студена и не попуштала. Луѓето ја изели последната залиха на храна. Почнале да слабеат и не можеле дури нито да одат. Не може да обстанат на своите нозе. Во колибите бареле нешто храна, ако имало нешто залиха, но скоро се било изедено. Ги вареле ремените од коњите. И оној амут, знаете, она што ја влече колата коњот. Значи ги вареле ремените да би омекнале и на тој начин ги јаделе, за да можат да преживеат. Гладот ги покусил најслабите лица. Од целата таа група, која спомнавме, која броела 87 лица, само 47 преживеале. Биле пронајдени на пролет, кога група на спасувачи тргнале по нив да ги бараат. Меѓутоа, не можеле да пристапат се додека
високиот снег од 7 метра не се стопил. И навистина се поставува прашање како можело да се случи ова трагедија? Во што тие искусни луѓе погрешили? Каде била нивната погрешна математика? Како одбрале пат непроверен, тргнале за да стасат на ветеното место или на место кај што тие мислеле дека ќе живеат подобро. Но подоцна се испоставиле дека тие погрешиле во нивното кога планирале. Всушност направиле една кобна грешка, а таа грешка била судбоносна. Кога големата група стасала долу во подножјето на малата трговска станица во сојузната држава Воминг, патниците слушнале таму, значи од тука тие се договарале по кој пат да тргнат таму до ветеното место. Слушнале дека постои еден пократок пат до големото солено езеро. Тие слушнале дека тој пат може да го скратат за 450 километри. Замислете отприлика некаде до Белград од Скопје. Значи да го скратиш тој пат не е баш така малку. А ние треба да патуваме, значи, кон големото солено езеро. И таа група од 87 луѓе тргнале по тој пократок пат, наместо по оној така наречен царски пат, оној проверен пат по кој тргнала другата група. Значи биле две групи на луѓе кои тргнале кон големото солено езеро, односно место кај што слушнале дека таму има злато, таму ќе исперат злато и ќе бидат богати. И кога ова мала група од 87 луѓе тргнале по тој краток пат, првите денови им било добро. Повеќето од нив, значи поголемата група тргнале по тој другиот пат и тие среќно стигнале во Калифорнија. Значи големата група среќно стасале до Калифорнија. Меѓутоа овие 87 лица одлучиле да го скратат патот за 450 километри и тргнале по краткиот пат. Но кога тргнале по тој пократок пат, установиле дека патот е непрооден за нивните коли. На патот често пати наидувале на големи камења кои представувале опасност за тркалата, тие дрвени тркала и нивните коли. Многу време изгубиле во поправка на тие скршени тркала. Освен тоа, големите успони и стрмнини ги умарале коњите. Така да нивното движење се забавувало и било многу бавно. Скоро месец и пол изгубиле во поправка на колите, на тркалата. И едноставно тука задоцнеле. Тоа се покажало судбоносно, погубно за таа група. И затоа скоро половина од нив ги изгубиле своите животи, мислејќи дека тој пократкиот пат ќе биде безбеден и ќе ги однесе до целта. Драги млади, браќа и сестри, понекогаш и нам ни се чини дека ние сме мудри и може да одлучуваме да бираме оној пат кој мислиме дека е најдобар. Но ако не го ставиме Бога на прво место, може да доживееме истата судбина како овие патници. Еве што вели мудриот Соломон, човек кој исто така бил на раскрсница често пати и бирал по кој пат ќе тргне, но сега искусен. Соломон ја дава следнава изјава. Пословици 16:25. Еве го текстот. 16 глава 25 стих. Некој пат му се чини прав на човекот. Така е. Ние си планираме и велим ова е Боже најдобриот пат. Ќе одам по него. Но Соломон што вели? А на крајот води кон што? Кон смрт. Ова е фактички доказ за оваа група на луѓе кои тргнале по својот пат, мислејќи дека ќе стасат до целта, но Соломон во својата мудрост вели, а на крајот води кон смрт. И овие 40 и неколку луѓе починале, смрзнати таму на падините на таа планина. Ние како христијани исто така патуваме. Ние сме на патот за небесниот Ханан. Писателот на посланието до евреите вели дека патријарсите признали дека на оваа земја се патници и ние сме почитувани патници. Ако отидеме во градските гробишта на секој град, ќе видите многу луѓе таму починати. Тие биле патници, но завршиле со својот пат. Еден ден и ние ќе завршиме, ако Христос во меѓувреме не се врати на оваа земја. Еве што вели Павле во 11 глава во евреите во 13 стих. 11:13. Сите овие умреа со вера или во вера, не добивајќи ги ветувањата, туку само оддалеку ги видоа и ги поздравија и исповеда дека се тугинци
и придојденци на земјата. Очигледно, овде апостол Павле ја насликува таа слика дека сите ние еден ден ќе заминеме. Сите, вели Павле, овие умреа со вера, но умреле со вера и тоа на исправниот пат. Не е грев да се умре на исправниот пат, но лошо ако се умре на тој погрешен пат, без Бога. Понатаму Павле вели од 14 стих до 16, зашто кој зборуваат така, покажува дека ја барат роднината. И ако при тоа мислили на она од која излегле, има време да се вратат, но сега копнат за подобро, односно по небесната. Зато Бог не се срами од нив да се нарече нивни Бог, зашто им приготвил град. Овие луѓе навистина Бог од нив не се срамел, зашто го избрале небесниот град. Поточно знаеме за Мојсија, вели, не сакаше да се нарече царски син, да има своја пирамида како фараон Иден. Туку тоа го остави и тргна со својот народ низ пустињата и знаеме дека Бог за него приготвил нешто поубаво. И денеска Мојсија се наоѓа горе на небото. Тој нема своја пирамида во Египет. Што ќе му е пирамида? Со балзамирано тело да биде, како останатите фараони што денеска ги пронаоѓаат. Мојсија одбрал нешто многу поубаво, подобро, го одбрал небесниот град. Но сега се поставува прашање како е со нас денес. Дали ние сме го оставиле земниот дом и сме се одзвале на Божиот повик? Секако не треба да ги оставиме куќите па да отидеме во планина да живееме. Не во тој контекст. Но да не биде куќата или станот или имотот материјал да не врзи ѓаволот, за да не можеме да го следиме оној вистинскиот Божиот пат. По кој пат ние ќе тргнеме, драги млади? Ние сме патници кон небесниот Ханан. Но кој пат ќе го одбереме? Знаете, постојна изрека, сите патишта каде водат? Во Рим. Сте слушали таа изјава? Може би, но кон небото постои само еден пат. Оној вистинскиот пат. Дали ќе одеме по тој царскиот пат, што Исус го обележил со својата крв, или ќе одеме по тој пократок пат, мислејќи дека и на тој начин ќе влеземе во ветената земја. Знаете, вие кои одете во планина, планинарите имаат посебни белези, знакови означени, како да се движат безбедно тие луѓе во шума. Го знаете оној знак, со црвена боја, со бела, како круг. Значи, тоа се знаци кои ги тие поставуваат и тоа е знак за патниците кои поминуваат дека тука поминале извидници и дека патот е трасиран до целта. Тој пат кон небото Исус го трасирал, со својата крв го обележал. И затоа не мора да лутаме. Во Јован 14 глава, во 4 до 6 стих ги знаете тие познати Исусови зборови кога зборува за патот кон небото, дека Исус е пат, вистина и живот. Еве го текстот, 14 глава, 4 стих. А знаете каде одам јас и патот го знаете. Тоа му рече, Господи, не знаеме каде одиш. Како можеме да го знаеме патот? А Исус му рече, јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, осем преку мене. Истина, за тој пат денеска ние ќе зборуваме. И ќе читаме малце повеќе библиски текстови, ќе видите на колку места се спомнува зборот пат. Кој пат ние денеска ќе одбереме, драги млади? За тој пат зборувал и Рубинката, која во Филипи викала по апостол Павле. Еве во Дело на апостолите да читаме 16 глава, 17 стих, кога Павле бил во тоа место, една жена го препознала Павле дека тој зборувал за Исус Христос, за патот. И еве ова жена што кажала. Дела 16:17. Таа одеше по Павле и по нас викајки. Викала, пазите, таа викала. Овие луѓе се слуги на Севишниот Бог, кои ни проповедаат пат на спасение. Павле не се страмел да го проповеда Христ и тоа распнатиот, оној вистинскиот пат. Ова жена тоа го препознала и вели, тие се. Тие луѓе се слуги на Севишниот Бог. Нешто слично, ова ме потсеќа на она жена, кога го приметила Петар, таму кога се криел зад столбот, а Исус веќе бил фатен и сослушуван, а Петар оддалеку го наблюдувал целиот настан. А жената вели, ти си еден од нив и ти си следбеник на Исуса Христа. Ова жена овде го препознала Павле и неговиот пријател. Овие луѓе се слуги на Севишниот Бог. Кога би луѓето не препознали нас по тоа,
да ни кажат, вие сте християни, вие сте следбеници на патот. Тоа би било гордост и радост за сите нас секако. А понатаму може да читаме во истата книга, кога Акила и Прискила во Ефес го сретнале оној зборлест и уверлив Аполон. Библијата за него еве што вели. 18 глава, Дела на апостолите, 25 и 26 стих. Тој беше поучен во Господовиот пат и со својот распален дух зборуваше и учеше точно. Распален дух. Бил зборлест, бил многу пргав во зборувањето и да го открие патот за Исуса Христа. Тој почна, 26 од сега го читаме, тој почна да проповеда смело во синагогата. А кога чуја Прискила и Акила, го зедоа при себе и му го изложија поточно Божиот пат. Значи, овој човек, Аполон, имал некоја основа плитка за Бога. И тоа што го знаел, го проповедал, но не било доволно, не било исправно. Кога слушнале Акила и Прискила за тој човек, го повикале во својот дом и вели го учија, го утврдува за Божиот пат. Повторно, овде го наоѓаме изразот Божиот пат, посебно во 26 стих, вели, му го изложија поточно Божиот пат. А кој е тој Божи пат? Па читавме во Јован 14 глава, кај што вели Исус, јас сум патот, вистината и животот. Тој пат, често пати го анализира и апостол Павле, почитувани. И затоа ќе отвориме во Евреите, повторно 10 глава, ќе читаме 19 и 20 стих кој вели следново. И така, браќа, само да провериме, Евреите 10, 19 и 20, да. И така, браќа, кога имаме смелост да влегуваме во светињата преко крвта на Исуса, кој ни го отвори новиот и животниот пат, низ завесата, односно неговото тело. Знаете, кај евреите постоел обичај, не сме секој да влезе во оно оделение таму. Они го нарекувале светиње на светињите. Па тоа го има и во православието. Значи има перде, завеса, кај што само свештеникот влегува. Во една прилика Павле влегол и за малку излекол со жива глава и излегол од тоа место. Евреите се ортодоксни и чврсто верувале дека таму не сме секој да влезе. Но Павле сега вели дека таа завеса е тргната и ние слободно може да влеземе низ тој пат. Поточно тој го нагласува во 20 стих, кој ни го отвори новиот и живиот пат низ завесата, односно неговото тело. Со Христовата смрт, почитуваме на крстот, таа завеса е тргната. Нема повеќе жртви, нема повеќе церемонии, престанало. И денеска ние можеме директно да комуницираме со Бога во молитва. Секако наш посредник е Исус Христос, но сепак денеска вратата е отворена. Пердето е тргнато и ние можеме да комуницираме директно со нашиот Бог. Но, на жалост, денеска овој пат на сите не е познат. Денеска луѓето мислат дека до Бога се стасува преку светците, преку Дева Марија, преку светците, да не ги сега набројуваме, преку некои други ритуали што треба да ги направиме. И денеска патот, на жалост, ѓаволот така го искривил, што многу луѓе, одејќи по тие патишта, завршуваат со својот живот како овие од приказната на почетокот нова предавање. Многу луѓе не стасале до целта, ги изгубиле своите животи на жалост. На жалост, сатаната секој се труди да не заведе од тој пат. И често пати тој успева да заведе извесен број на патници и да ги скршне од вистинскиот пат. Знаете, сатаната има лукаво замислен план. Тој поставува такви стапици, такви замки. Тој ни сугерира да појдеме по другиот пат, оној пократок. Зошто да се мачиме 450 километри да патуваме без врска, кога можеме многу поблиско, односно побрзо да стасаме. Но овие луѓе ја нашле својата смрт таму длабоко во планина. Сатаната еве што вели. Не треба да се земе се така озбилно. Па немојте така да бидете озбилни млади. Па Исус кажува, но не е тоа така тешко, не е баш така како што пишува, нагласува сатанат. Бог е милостив. Тој не сака сите. И знаете, има верски заедници кај што само се свири, се пее и се повикува на Божјата милост. А другото е неважно. Ти биди добар, односно труди се колку што можеш. Денеска постојат, на жалост,
mnogo takvi pokratki patišta. A koji se tije pokratki patišta? Evo ke nabrojime samo nekoliko. Zanemaruvanje na molitvата. Предмалце слушнавме заnemарување на проучување на Библијата. Недоаѓање на богослужение, озборување, избегнување на христијанско сведочење. Знаете, кога ние сведочиме, тоа е како еден нож или рало, железен плуг. Ако стои фрлен тамо поради оградата со години, тој ќе зареѓа. Тој нема да ја одржи својата убавина. Така и ние ако не сведочиме, толку ќе зарегаме. Едноставно тоа ќе биде лошо за нас и за оне кои се околу нас. И затоа е потребно христијанско сведочење. Една групава лето беа во Охрид. Секако тие продаваа книги, но секој контакт со луѓето придонесува да ние ја презентираме веста за Христа преку тие книги. Ке не прашат кој си ти момче, од кај си ти девојко, што е тоа што продаваш. Секако тоа нас не мотивира, а и оне кои се околу нас. Знаете, има многу други работи, сега може да ги наброиме. Кои се тие кратки патишта што нас не оспоруваат во нашето движење кон целта. Сето тоа може да ја намали и да ја исцрпи нашата духовна сила. И кога ќе ни биде најпотребно, ќе мора да гладуваме. Како тие патници кои гладувале неколку цела зима. Ремењата ги вареле да омекнат за да преживеат. Замислите каква е таа ситуација. Само може да ја замислиме и страф не фаќа. А тоа да го доживееме, кога храната била истрошена. Затоа, драги млади, драги присутни, Бог еве што вечерва, односно денеска ни советува. Читаме во Пословици или Мудри изреки, 4 глава, 14 стих, а потоа ќе читаме 26 и 27. 4 глава, 14 стих и 15 вака вели: Не оди по патеките на нечестните и не оди по патот на лошите. Остави го, не оди по него, отстранувај се од него и заобиколувај го. И 26 и 27 стих вели: Држите ја, 26, внимавај на патеката по која одиш. И нека сите твои патишта бидат постојани или тврди. Не свртувај на десно, ниту на лево. Држи ја својата нога далеко од злото. Вистина, Соломон со право тоа го кажа, зашто го доживел. Ние сега може да кажеме: Соломоне, лесно ти е сега да ни солиш памет. Но подобро сега, отколку ние да удариме со глава во зид и да можеби животот го изгубиме на тој лош пат. Соломон вели, како што читавме, да повториме, уште еднаш вели: отстранувај се од лошиот пат, заобиколи го. Може имаш другар или другарка, ти е пријател, близок. Но ако те води на погрешен пат, заобиколи го и кажи му: извини, Петре или Јоване, јас тоа не може да го направам. Јас не користам тоа. Значи, да бидеме одлучни ради себе, зашто ако наидеме на тој лош пат, на тоа трусно подраче, може да биде судбоносно за тебе и за мене. И затоа Соломон понатамо вели, ќе повторам уште еднаш: внимавај на патеката по која одиш. Знаете, ние често пати одиме, кога возиме автомобил во град и гледаш некоја улица тесна и велиш: побрзо ќе дојдам до целта. Но таму е слепа улица. На крајот можеш да се вратиш и ќе изгубиш повеќе време отколку да си одел по оној што се вели градскиот пат. Соломон вели: внимавај по кој пат одиш. И нека сите твои патишта бидат постоени, проверени. А како ќе го провериме патот? Секако рековме, кога младите доаѓаат до раскрсица животна, која професија да одлучат, избор на брачен другар, или каде ќе се селат, каде ќе работат, ставете го Бога на прво место. Бог нема да погреши. Тој ќе ви даде најдобра насока. Тој ќе ви го одбере најдобриот пат. И затоа искусите ја Божјата добрина. Искусите ја Божјата милост, кога е во прашање одредување по кој пат ние ќе одиме во нашиот живот. И затоа овде приметувате, Соломон вели: не оди, не стапнувај, внимавај, не скршнувај, држи го својот чекор. Бог е подготвен, почитувани, да одговори на нашите молитви соодветно на нашата вера. Колку вера имаме, и така Бог ќе ги дава своите одговори. Еве, при крајот
Потоа ќе прочитаме уште два текста, сега еден цитат од книгата Патриарси и пророци на страница 579 страница. Еве што вели: нема многу патишта што водат кон небото. Не може секој да одбере свој пат. Христос кажува: јас сум патот, никој не доаѓа кај Отецот освен преку мене. Од првата евангелска проповед, кога во Едем, се мисли на Едемската градина, е објавено дека потомокот на жената ќе изастане на змијата на главата. Христос бил издигнат како пат, вистина и живот. Тој бил пат кога живеел Адам, кога Авел му принел жртва на Бога. Христос бил пат на спасение за патриарсите и пророците. И сега заклучува: тој е единствениот пат кој може да не однесе или преку кој може да дојдеме кај Бога. Мислам дека не треба коментар на овие зборови, толку се јасни и гласни. И затоа Давид, близок Божи човек и пријател, во својата 16 глава од своите псалми ги пишува следниве зборови, ние денеска ги читаме. Псалам 16:11. Еве го текстот. Ке ми го покажеш патот на животот. Во Твоето присуство нема полнота на радост. Има полнота на радоста. Десно од Тебе вечно блаженство. Давид значи кажува: ти ке ми го покажеш животниот пат. Во Твоето присуство има полнота, има радост, има берикет, има се. Но само ако го одбереме вистинскиот пат. И еве овде значи Давид ни кажува да не одиме по тој пократок пат, туку да одиме по патот кој Господ го трасирал. И последен текст за денеска, пред да го завршиме ова размислување, ќе читаме во Евреите 12 глава, 12 и 13 стих. Еве што кажува апостол Павле. 12 глава, 12 и 13 стих. Затоа исправете ги премалените раце и ослабнетите колена. Израмнете ги патеките со своите нозе, за да не се исколчи хромото, туку напротив да се исцели. Може некој послаб од нас, кога патуваме. Вие вели појаките пали на друго место. Помагајте им на оние послабите. Оние кои се со слаби колена, оние кои се страшливи, а ние сме сите различни по карактер. Треба да си помагаме, не да го исмејуваме ако некој паднал, се лизнал. И да го прогласиме дека грешен е и нема спасение за него. Пружи му рака. Бог тебе ќе те благослови, а и оној на кого си му помогнал. Израмнете ги патеките, да не си ставаме сопки, драги млади. Сега си ти таков, а утре ќе би може би обратно. Затоа да си помогнеме. Вели, исправете ги премалените раце и слабнетите колена. Израмнете ги патеките со своите нозе, за да не се исколчи хромото. Знаете кога ќе се нешто шини, што велиме ние, ќе се исколчи. Болка представува тоа. Но тука сме да си помогнеме, да се молиме еден за друг. И така, на тој начин, ние самите ќе се охрабриме, а ќе ги охрабриме оние кои се околу нас. Затоа, да си помагаме еден на друг, да би на тој пат истраеле. Знаете, она приказна сум ја кажал, кога една група на деца оделе на екскурзија, се расипал автобусот далеко таму некаде во надвор од градовите и учителката и тие кои биле внатре, не знам, директорот решиле: деца, останете вие внатре. Било многу студено. Јас ќе отидам да побарам помош. Немало мобилни, немало комуникација. И таа лично се забавила скоро цела ноќ. Автобусот работел додека имало гориво, нафта. Престанал автобусот да работи. Внатре температурата паднала многу ниско. Почнало да им биде на децата студено. Почнало да се смрзнуваат. А едно похрабро момче одело од другарче до другарче, од другарка до другарка. Им зборувал да бидат будни, зашто опасно се голема ако заспијат. И така цела ноќ одело од дете до дете, од девојче до девојче. Наутро стасале спасувачите, ги нашле сите живи, измрзнати секако, но здрави. И ги прашале: како ја издржавте ноќта? А потоа сите своите раци ги насочиле, своите прсти кон нивното другарче, кој благодарение на неговата упорност останале несмрзнати таа ноќ.
Затоа многу е важно, почитувани, да си помагаме на патот додека патуваме. Може некој ќе падне, некој ќе се лизне. Тука сме вие, ние појаките, да им помогнеме, да издржиме до крајот. А тамо на крајот, знаете кој ќе не дочека? Исус Христос, кој ќе каже: добри и верни слуго, си бил верен во малку, влези во радоста на мојот Господар. Нека Господ ни помогне додека се движиме по исправниот пат, да ни даде Бог сила да стасеме до крајот, до небесниот Ханан. Амин.